Ја сум научил со дилери или ќе ба најбоље или ич да не дојде. Скандалозното видео што излезе во јавноста, во кое се гледа дека сега веќе разрешениот директор на Универзитетската клиника за неврологија Игор Кузмановски меша па објаснува како се користи кокаин, па дури вели дека има договор со дилери да му дадат најдобар кокаин, предизвика огромни реакции во јавноста. Веднаш по овој скандал, министерот за здравство Азир Алиу донесе решение за негово разрешување, но дали ќе се поведе и кривична одговорност, засега нема информации. Во најкраток рок ќе биде именуван нов директор согласно законските процедури. Работата на клиниката продолжува непречено. Кузмановски веднаш потоа преку социјалните мрежи испрати извинување до јавноста во која наведе дека тоа се случило пред да ја преземе функцијата директор на клиниката, но и дека ќе продолжи да работи како доктор. Изразувам длабоко кајање и се извинувам поради постапката која се има случајно далеку пред моето преземање и менаџирање на клиниката за неврологија. Се извинувам на сите кои ги разочарав и ќе продолжам да работам како доктор. Она што највеќе го знам, сакам и живеам, да спасам животи, помагам и работам за доброто на заедницата. Председателот на СДСМ Венко Филипче вели дека ова е сериозно прашање и дека доктор во таква состојба можел да го загрози животот на пациентите. Затоа побара од лекарската комора да преземе мерки. Сметам дека треба да реагира лекарската комора во однос на тоа да се направи проценка дали и колку време наназад се случувало тоа, односно дали во една таква состојба доктор воопшто може да лекува пациенти. Така да, тоа е многу сериозно прашање. Можеби во прашање биле доведени животи на некои негови пациенти, доколку бил во некоја таква состојба, сега да не периодицираме, но ова работа заслужува сериозна анализа и проверка од страна на комората. Од лекарската комора вела дека во најскоро време ќе биде разгледан случајот и дека дополнително ќе се одлучи што ќе се преземе. Лекарската комора со загриженост ги следи информациите поврзани со доктор Игор Кузмановски и укажува дека докторската професија има специфична димензија која налага високо етичко и морално однесување. Конкретниот случај и расположливите информации поврзани со него ќе бидат разгледани од страна на органите и телата на комората кои ќе постапат согласно надлежностите. Инаку неофицијално се тврди дека веќе се водат разговори со тројца потенцијални кандидати за нов директор на клиниката за неврологија на местото на Кузмановски.